Истрагата за Кочани, животниот стандард, но и стандардните обвинувања опозиција власт. Вака изгледа денешната седница на која се поставуваа пратенички прашања. Сите детали од колешката Кристина Алексиевска, која вклучуваме директно од Законодавниот дом. Кристина, повели. Така, Никола, како што кажа и ти, истрагата во Кочани, животниот стандард, царинските стапки од Соединетите Американски држави, обвинувањата на линија власт-опозиција, обвинувањата околу носењето на законот за правична застапеност се во фокусот на денешната собраниска седница. Во моментов трае редовната собраниска пауза, но она што беше досега дискутирано на дебатата, на пратеничките прашања и започна во знакот на трагедијата која што се случи во Кочани, односно опозицијската СДСМ обвинува дека имало селективна правда и дека требало да има поднесено морални оставки пред се во редовите на Министерството за внатрешни работи, односно посочувајќи го министерот за внатрешни работи. Од СДСМ велат дека се постапува селективно во однос на истрагата и дека правдата не е задоволителна во овие моменти. На ова реплицираше премиерот Христијан Мицкоски, кој што вели дека во моментов под знак на истрага се луѓе кои што се и дел од актуелната власт, нешто што не можело ниту да се замисли во време кога во владата мнозинство биле од СДСМ и од ДУИ. Тој посочи дека истрагата ја води јавното обвинителство, а не владата, и дека нема да има милост за се оние и за сите оние кои што за кои што истрагата ќе покаже дека се виновни во овој случај, вклучувајќи го дури доколку ако се случи дека треба на распит да оди, вели, како што вели Мицкоски и јас самиот, дека и тој ќе го направи тоа. Тој посочи дека нелогично е тоа што СДСМ сега обвинува за истрагата која што ја води обвинителството, затоа што токму јавниот обвинител во моментов кој што е на функција е бил изгласан во времето кога на власт биле СДСМ и ДУИ. Еве дел од оваа дебата. Правда која ќе ги опфати и индиректните одговорни лица, но пред се директно одговорните. Правда водена од словото на законот, а не од политиката. Моето прашање за вас е, дали свесното и тенденциозно разводнување на истрагата е со цел да се попречи правдата и да се заштитат актуелни функционери кои се директно виновни за непосредните причини за пожарот и страшните последици од истиот кои однесоа 62 млади животи. Истрагата ја води јавниот обвинител. Не јас, не владата. Ако јавниот обвинител одлучи дека мене треба да ме приведат, еве тука министерот за внатрешни работи, нека ме приведат, одма истиот момент. 7 години, 8-9 години не затваравте, не приведувавте, и до ден денеска се уште ВМРО-ДПМН е под прогон на обвинители и суди од времето кога СДСМ ги бираше. Издржавме. Па и затвор е за мажи, а Бога ми во нашиот случај и за жени. Така, како што можевме да слушнеме во фокусот на оваа дебата која што се однесува за истрагата која што се води за трагедијата која што се случи во Кочани, премиерот беше дециден одговорејќи на пратенички прашања дека времето на селективна правда завршило и дека ќе се постапува исклучиво под законот и дека никој не е над законите. А што се однесува пак до оставките, тој вели дека за 5 месеци од сега следуваат избори на кои што многу јасно ќе се види каква е волја на народот. Она што беше ставено и во понатамошната дебата во собранието е секако животниот стандард. Од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН беше кажано дека кога дошле на власт практично дека затекнале опустошена и ограбена држава, па прашањето упатено до премиерот се однесуваше во насока околу растот на платите и околу заложбите на владата за подобрување на животниот
животниот стандард. Премиерот одговори дека животниот стандард е приоритет број 1 во владата, дека се континуирано се преземаат мерки за заштита на граѓаните, а дека тоа е во постојана комуникација и координација со надлежните министерства, мислејќи тука и на делот со министерот за економија во однос на тоа дека на крај на месецов истекуваат мерките кои што се однесуваат на замрзнати цени и маржи. Тој вели дека веќе од 1 мај ќе бидат повторно на терен за да видат дали има некакви шокови, ценовни шокови кои што би се предизвикале откако би завршила мерката и дека нема да дозволат да се случи такво нешто, па доколку се има таква појава ќе стапат и нови мерки на сила. Во однос на платите, премиерот вели дека платата во однос на март е порасната во просек според последните податоци од статистика за 9,6%, но дека тоа секако не е доволно и дека владата има план како и понатака да растат платите на граѓаните во државата и како да се заштити животниот стандард. Еве дели од оваа дебата. Со мартовската плата, исплатена во април, значително се покачија платите на вработените во здравството, образованието, безбедноста, а се исплати и линеарно покачување на пензиите на пензионерите од 2500 денари, што значи за изминатите 6 месеци беа вкупно исплатени на пензионерите 5000 денари повеќе. Моето конкретно прашање е: колку пари се обезбедија од буџетот за ова покачување? И дали се има во план ова покачување да продолжи? Се трудиме да манифестираме поинаков пристап. Да манифестираме пристап кој што ќе биде многу поразличен од оној кој што бил во минатото. Да не бидеме по принципот како до сега. И затоа наш главен приоритет е животниот стандард, односно зголемувањето на платите на вработените во образованието, во здравството и во останатите сектори. Еве и последниот податок покажа дека 9,6, скоро 10%, споредено со минатата година во месец март се зголемени нето платата и бруто платата. Од економските теми беше поставено и прашањето во однос на царините кои што ги воведе Трамп. Мицкоски вели дека е постојано во комуникација со американската администрација и дека преговорите се водат во насока на тоа Македонија да ги има најниските царински стапки, односно од 10%. Она што го споменав и на почетокот, на собраниската седница имаше дебата во насока на законот за правична застапеност на заедниците. Од Демократската унија за интеграција прашуваа кога законот ќе стапи на сила, на што премиерот одговори дека законот е веќе подготвен, а дека тие се грижат подеднакво за сите граѓани во државава. За сега ова е еден сублимат од она што се случуваше предпладнево во собраниската сала. Седницата треба да продолжи околу 15 часот и нови детали би имале за 17:30. Никола Повели. Така, Кристина, ти благодарам за ова директно вклучување. Како што кажа, остануваш таму и по планемниот дел од дебатата во Централните вести во 17:30.